Најави за денешните настани. Министерството за животна средина повторно ја актуализира идејата за воведување комунална полиција. Младински центар Охрид успешно работи повеќе од една година. Едукативен проект на СВР Охрид во училиштата на тема булинг и сајбербулинг. Четириесет години јубилеј на културно-метничкото друштво Отекс од Охрид. Отворен преминот Рафах меѓу Газа и Египет. Се евакуираат странци и повредени од опколената Газа. За најавените настани ќе ви информираме во дневникот кој започнува веднаш по временската прогноза. Останете со нас. Во Охрид денеска имавме умерено облачно време со сончеви периоди и максимална дневна температура до 19 степени. Во попладневните часови зголемување на облачноста, а во текот на ноќта кон четврток ќе преовладува умерено облачно време. Утре во најголем дел од Европа ќе преовладува умерено облачно и нестабилно време со пообилни врнежи од дожд кои што ќе бидат проследени со засилен ветер. Силен ветер со брзина и до 150 км на час се очекува во Велика Британија. Во областа на Алпите и на југ од Скандинавија врнежи од снег, во останатите предели стабилно време со зголемена облачност. Во поголем дел од Балканскиот полуостров утре ќе преовладува претежно сончево време со локална облачност, во централните предели зголемена облачност, во Словенија, Црна Гора и Албанија врнежи од дожд. Максималните температури ќе се движат од 16 до 23 степени. Во Македонија во четврток ќе преовладува умерено облачно време со сончеви периоди, ветровито и топло. Во попладневните часови локално во југозападните, западните и северозападните предели услови за сосема слаби локални врнежи од дожд. Ќе дува до умерен југоисточен југозападен ветер. Минималните температури од 5 до 13 степени, додека пак максималните дневни ќе достигнат до 13, односно до 23 степени. Во Охрид во четврток ќе преовладува умерено облачно време со повремени сончеви периоди, ветровито и топло. Во попладневните и во вечерните часови нестабилно со услови за слаб локален дожд. Минималната температура од 10 степени, додека пак дневната ќе достигне до 18 степен. Во Охрид во петок умерено облачно време со повремени сончеви периоди. Во попладневните и вечерните часови нестабилно со врнежи од дожд. Утринската температура од 9 степени, додека пак дневната до 21 степен. Врнежите од дожд ќе продолжат и во текот на ноќта петок кон сабота и во сабота во утринските и предпладневните часови. Попладне врнежите ќе престануваат. Локално се очекува да наврнат и до 30 литри дожд. Минималната температура од 10 степени, додека пак дневната до 14 степен. Во недела претежно сончево со појава на локална облачност, минимална температура од 5 степени и дневна до 16 степен. Гледавте Метео на ТВМ во соработка со Трпе Инвест. Тамаро е 25 години охридски водечки лидер и препознатлив бренд. Обуките од менаџерскиот тим се доказ за максимална посветеност кон вработените. Тамаро Холдингот се грижи за организацијата и на време пренесените информации кои отсликуваат тимската работа. Секој успех на вработениот е успех и на компанијата. Маркетите располагаат со производи со висок квалитет од секакви брендови по одлични цени. Вкусните печива од Анабела пекарата се веќе омилен појадок на многу потрошувачи во Охрид. Анабела кујната услужува голем број на потрошувачи и компании. Рибарата е секогаш снабдена со најразлични видови на риба и морски плодови. А месарниците располагаат со свежо месо и месни производи во секое време. Уживајте во својот охридски домакин. Тамаро, повеќе од маркет. Правни субјекти,
Исполнете ги вашите законски обврски од областа на безбедноста и здравје при работа со наша помош. Превентива инженеринг село Оровник. Вршиме прегледи и испитувања на работната средина и опрема, мерење на заштитното заземјување на електричната инсталација во објектот, обука за безбедност и здравје при работа на вработените лица, испитување на физичките штетности, микроклимата и осветленоста во работните простории. Изготвуваме изјава за безбедност согласно Законот за безбедност и здравје при работа. Единствени сме во регионот. Брзо, точно, навремено и по најниски цени. Превентива инженеринг село Оровник. Добар ден, почитувани гледачи. Прво издание на дневникот на ТВМ телевизија. Контроли има, но потребно е поригорозно казнување и подигнување на свеста на граѓаните, за да се стави крај на несовесното одлагање на отпад. Министерството за животна средина размислува за воведување на комунална полиција, затоа што ниту државата, ниту јавните комунални предпријатија не можат да постигнат да го исчистат ѓубрето, кое што го има во градовите, природата, па дури и во националните паркови. Двете страни на коритото на Коселска река постојано се послани со мини депонии. Жителите на Чекоштина постојано реагираат и бараат да се одржува коритото посебно во есенските месеци. Деновиве се пожалија на автомобилски гуми фрлени во коритото на реката кај Алтанин мост. Од општина Охрид велат дека во тек е отворен тендер и според динамиката на овластената фирма се очекува во наредниот период да бидат исчистени каналите и речните корита на целата територија на општина Охрид согласно програмата за работа на секторот за комунален развој. Веќе се завршени активностите околу чистењето на каналите во Велгошти и Косел. Не е проблемот дали локалните самоуправи преку јавните комунални предпријатија постојано ќе чистат или државата ќе интервенира. Проблемот е во тоа што ниту едните ниту другите не можат да постигнат колку што за жал се генерира и несоодветно се одлага отпад, вели министерката за животна средина Каја Шукова. Јас постојано апелирам да почнеме да, особено кај речните текови, да не се фрла отпад, да не се фрла особено градежен шут, бидејќи еби да речеме кај каналите, па потоа имаме проблем со одводнувањето, па потоа имаме проблем со поплавите, бидејќи водите нема каде да се движат, да бидеме малце поодговорни. Контроли има постојано, но проблем е казнувањето на несовесните граѓани кои одлагаат отпад во природата. Наши граѓани кои патуваат надвор во земјите од Европската Унија посовесно се однесуваат и така треба да се однесуваме и дома, вели Шукова, и додава дека се размислува за воведување комунална полиција за подолгорочно справување со несовесните граѓани кои постојано фрлаат отпад. Не е прашањето дали треба да се казнуваме. Прашањето е да подигнеме малку јавната свест дека фрлајќи го отпадот ние си правиме штета самите на себе. Бидејќи ние тука живееме, ние тука обстојуваме, тука ќе живеат и нашите деца. Како една нова мерка да речеме, зборуваме веќе подолго време да се воведе комунална полиција во државата. Таа ќе може на лице место да ви изрекува казна, исто како да речеме што сообраќаен полицаец може да ви изрече казна за сообраќаен прекршок на лице место. Меѓутоа јас повеќе сакам подигнување на јавна свест отколку казнување. Инаку формирање на комунална полиција на локално ниво беше програмска определба на владата и требаше да биде воведена во 2021 година, но овој проект не се реализира. Младинскиот центар Охрид работи повеќе од една година. Од отворањето до денес младите организирале над 100 успешни настани. Токму поради тоа општина Охрид е посочена како позитивен пример за имплементација на младински политики во земјава.
Повеќе од една година успешно работи Младинскиот центар во Охрид. Токму поради тоа, општина Охрид е посочена како позитивен пример за имплементација на младинските политики во земјава. Од отворањето до денес, младите организирале над 100 успешни настани, работилници, обуки, тренинзи, кариерни советувања, саеми, изложби, промоции на книги. За поттикнување на младите да бидат проактивни, формирани се и клуб на млади за активизам и за дебата. Младите секако треба секогаш да ги мотивирате малку плюс, наоѓаме различни начини како да допреме до нив, правиме нон-стоп и промоции по средните училишта и различни организации ги покануваме тука да доаѓаат за да видат со што располагаме, што можеме да им понудиме. Функционираат активни клубови како волонтерски клуб Медија, креативен клуб. Сега имаме во соработка со Младински образовен форум од Скопје уште 2 клуба, дебатен клуб и клуб за активизам и различни млади се вклучуваат. Вработувањето и достоинствена плата се основните причини зашто младите одлучуваат да заминат од државата. Ова го покажуваат анализите на Младинскиот центар во Охрид. Нашите анализи покажуваат најмногу дека можностите за вработување и примањата се на прво место. Потоа следат изборот за продолжување на своите студии тука. Најчесто младите кога ќе завршат во средните училишта тука заминуваат Скопје или во некои од другите градови или како што знаеме дека трендот во последните години покажува дека и надвор од Македонија многу често во Љубљана, Германија, така што тие се некако две точки кои што навистина одскокнуваат за разлика од другите и потоа на трета фаза, да кажеме, е понудата културниот живот, социјален во Охрид. Согласно Законот за младински активизам и младински политики, во општина Охрид функционира и Младински совет и локално младинско собрание. Сите овие тела имаат иста цел – подобрување на животот на младите и нивно директно учество во одлучувањето во локалната самоуправа. Полициските службеници денес во основното училиште Христо Узонов го реализираа превентивно-едукативниот проект Булинг и Сайбербулинг. При тоа низ интерактивен пристап на учениците од 7 до 9 оделение прецизно им беа објаснети поимите булинг и сайбербулинг, како и појавните форми и облици на манифестирање на насилство помеѓу врсниците и онлайн насилството, како крајно штетни и опасни појави при користење на социјалните мрежи и дигиталната технологија. Учениците беа запознаени како треба да реагираат доколку тие се жртва на булинг и сайбербулинг, каде и со кого да ги споделат тие информации. Оваа едукативна кампања ќе биде реализирана и во другите школски центри на подрачјето на СВР Охрид, информира портпаролот на секторот Стефан Димовски. Отворен е повик за уметници, дизајнери, истражувачи и културни работници за учество на меѓународната резиденција, чии приоритет е истражување на еколошките предизвици со кои се соочуваат Охридското езеро и населените места во негова близина, која следната година ќе се одржи во Охрид. Повикот е отворен до понеделник 6 ноември. Од 1 до 30 април 2024 година Охрид ќе биде домакин на меѓународна резиденција чиј приоритет е истражување на еколошките предизвици со кои се соочуваат Охридското езеро и населените места во негова близина. Организатори се партнерите од меѓународниот проект Проспер, прототип за одржливи резиденции на периферии. Проспер вклучува 5 партнерски организации, меѓу кои и локалната агенција за развој од Струга. Главните приоритети се да се ангажираат уметници и локални заедници во 2 региони со големо еколошко значење, односно Охридското езеро, кое претрпе деградација поради човечка активност загрзувајќи го неговото ендемско значење, и островот Евија во Грција, кој претрпе деструктивни шумски пожари во 2021 година, информираат организаторите. Повикот е отворен за уметници, дизајнери, истражувачи и културни работници кои во соработка со локални уметници ќе можат својата креативна работа, инспирација и размислувања поврзани со Охридското езеро да ги преточат во уметнички дела. Целта е да се зајакне меѓународната културна соработка, методологиите за интегрирање на еколошките прашања во уметничката практика, посилна соработка помеѓу уметноста и туризмот, нова локална публика, видливост на европските уметници и посилни капацитети за дополнителни проекти
проекти кои овозможуваат одржливо и инклузивно менаџирање. Рокот за пријавување е до 6 ноември 2023 година. Културно-уметничкото друштво Отекс од Охрид во сабота на 4 ноември со целовечерен концерт ќе го одбележи јубилејот 40 години постоење. Јубилејниот концерт ќе се одржи во Центарот за култура Григор Прличев Охрид со почеток од 19:30 часот. Цената на билетот е 100 динари. Концертот е поддржан од Општина Охрид и Министерството за култура на Република Македонија и Националната установа Центар за култура Григор Прличев. КУД Отекс е формирано во 1983 година на иницијатива на тогашниот директор на текстилниот гигант Отекс. Низ 4 децении постоење во ова културно-уметничко друштво поминаа генерации играорци, кои играјќи ги македонските сплетови јора како амбасадори на културата, пропатуваа многу земји низ цел свет и ја презентираа нашата богата фолклорна ризница. Поради извршување на неколку интервенции на водоводната мрежа поврзана со реконструкцијата на улицата 7 ноември, утре 2 ноември од 8:30 часот ќе има повеќе часовен прекин во водоснабдувањето на улиците Егејска, 7 ноември и Марко Несторовски, информираат од јавното предпријатие Водовод Охрид. Јавното предпријатие Охридски комуналец на 4 ноември во сабота ќе организира акција за подигнување на отпад од уредување на дворни површини и градини, гранки, трева, жива ограда и слично од населбите Кошишта, Воска и Дајлан. Се молат граѓаните кои живеат во споменатите делови од градот доколку имаат ваков отпад, уредно да го депонираат најдоцна до 7 часот на 4 ноември и претходно локацијата да ја пријават на дежурниот телефон 075495428, кој функционира секој ден во неделата во периодот од 7 до 21 часот. Зелениот отпад треба да биде уредно оставен до контејнерите или на местата предвидени за подигнување комунален отпад, посочуваат од јавното предпријатие Охридски комуналец. Во продолжение да ги погледнеме и вестите од светот. Најмалку 50 лица загина, околу 150 се повредени во нападот на бегалскиот камп Џабалија на периферијата на градот Газа. Директорот на болницата во која беа однесени жртвите ја потврди ужасната слика, но не даде точни бројки. Одговорноста за нападот го презедоа израелските воени сили, наводно со цел да го елиминираат клучниот командант на Хамас во нападот врз Израел на 7 октомври. Пешадијата и оклопните војни сили го нападнаа Хамас во западниот дел на Џабалија и го елиминираа терористот Ибрахим Во операцијата убиени се и многу други терористи кои се криеа со него во зградата и подземниот простор, вели Даниел Хагари, портпарол на израелската одбрана. Во нападот загинали 11 израелски војници, сите на возраст од 19 и 20 години, што е најголема загуба за нивните сили во еден ден откако почна војната. Десетици странци и лица со двојно државјанство го минале граничниот премин Рафах, објави агенцијата Associated France Press. Преминот е отворен за луѓе првпат од почетокот на војната меѓу Израел и радикалниот Хамас. Египетските власти претходно најавија вонредно отворање на единствениот граничен премин кон појасот Газа кој не е контролиран од Израел. Според нивните наводи, на околу 90 тешко повредени палестинци и на околу 400 лица со странски пасоши им е дозволено да ја преминат границата. Во изминатите неколку недели се пропуштаа само конвои со помош. Египетските телевизиски канали денеска во живо пренесуваа како голем број амбулантни возила ја пременуваат границата кај Рафах во насоха на појасот Газа. Тие треба да ги однесат сериозно повредените палестинци во египетските болници на лекување, соопштија египетските и палестинските власти. Руските сили бомбардираа повеќе од 100 локации во Украина во изминатите 24 часа, што е најголем број во еден напад од почетокот на годината. Ова е најголемиот број на градови и села кои претрпеа сериозни штети од почетокот на годината, соопшти Игор Клименко, украински министер за внатрешни работи. За време на ноќните удари била погодена и рафинеријата за нафта во Кременчук, соопшти украинската армија, нагласувајќи дека ударот го нанеле беспилотни летала камикази Гераниум.
Тајван денеска објави дека 40 на кинески војни авиони биле забележани околу островот во последните 24 часа. Според соопштението на Министерството за одбрана, забележани се 43 кинески авиони и 7 бродови. Демаркационата линија ја поминале 37 авиони, се додава во соопштението. Во текот на изминатата година Пекинг ги засили војните активности околу Тајван, кој го смета за своја територија. Францускиот председател Емануел Макрон денеска пристигна во Казахстан на првиот дел од своето патување во Централна Азија. Богатиот со нафта, Казахстан веќе се појави како алтернативен снабдувач со сурова нафта за европските земји и важна алка во новата кинеско-европска трговска рута, која ја заобиколува Русија. На средбата со казахстанскиот председател Касим Жомарт Токаев, Макрон ја пофали Астана што одби да застане на страната на Москва за украинското прашање и најави дека Франција и Казахстан имаат намера да потпишат големи деловни сделки. Русија повеќе пати изразуваше загриженост поради зголемените дипломатски активности на Западот во поранешните советски земји од Централна Азија. Казахстан и Узбекистан, која е следната станица на патувањето на Макрон, одбија да ја признаат руската анексија на украинските територии и ветија дека ќе се придржуваат до западните санкции против Москва. Европската комисија објави дека ја одобрила третата подобрена вакцина против ковид произведена од Новавакс. Вакцината се препорачува за лица над 12 години само една доза без разлика дали претходно биле имунизирани. Комисијата појаснува дека настојува да обезбеди вакцини прилагодени на новите соеви на вирусот ковид за оние за кои се препорачува имунизација. Станува збор за лица со слаб имунитет, постари лица над 65 години, трудници и здравствени работници. Го завршуваме првиот дневник на ТВМ. Ви благодарам на вниманието со кое што не следевте. Довидување.